Државата, согласно Законот за земјоделство и рурален развој и итните измени кои што пратениците од теквешијата ќе ги поднесат во понеделник во парламентот и измените на законот, значи кои што ќе бидат направени, ќе се овозможи правниот основ да државата ги презеде овие обврски. Би рекол дека тоа ќе бидат до 2 милиони евра за сите оние кои што го предале грозието во регистрирани откупувачи, винари кои што биле регистрирани во тој период во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, значи во нашиот регистар, меѓутоа обврските не биле подмирени. Добро знаеме дека долгот на Повардарија беше околу 3,5 милиони евра минатата година. За жал, во 2016 година откупувале, меѓутоа не беа односно беа запишани во регистарот, односно за долговите кои што ги направиле, а не ги сплатиле кон лозарите, државата во тој период не ги избришала од самиот регистар и се создаде токму овој долг. Имаме и по други основи и кај други откупувачи истите случаи. Знаеме за Стефани винаријата, за некои помали. Меѓутоа, во овие година и нешто правевме многу состаноци, притисоци, барања до сите да си ги подмират овие долгови кон лозарите. Не може за предадено вино да се става во залог, а да не се платат лозарите. Не може да се предаде и да се откупува грозија, од кое што се прави вино, се извезувало, меѓутоа повторно лозарите не биле исплатени. Затоа ова е вистински пример на грижа за граѓаните. Владата, градоначалниците, собранието, пратениците, институциите постојат за граѓаните и ова е дел од политиката на враќањето на парите назад кон граѓаните. Во овој случај, враќањето на парите назад кон лозарите. Затоа и покрај се она што го имавме во овој период, и покрај намалувањето на долгот на Повардарија, факт е дека остана уште над 1 милион евра од Повардарија. Знаеме за Стефани долгот е околу 600.000 евра. Државниот земјоделски инспекторат ќе ги направи сите надзори и сите постапки кои што треба за да навистина утврдиме колкав е овој долг. Затоа, за да не чекаме, за да лозарите ги добијат парите, за да парите ги враќаме назад кај граѓаните, ја донесовме сите заеднички ова одлука. Да во понеделник се направи итна измена на Законот за земјоделство, а во четврток веќе со премиерот е договорена посебна владина седница на која што ќе се донесе самата одлука за да може да во следниот период, во најкус временски период, веднаш после работата на Државниот инспекторат за земјоделство, кој што треба да ги утврди долговите за предадено тоа неплатено грозје. И постапката која што е потребна во платежната агенција да бидат парите исплатени. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите. Ова е решение кое што доаѓа од граѓаните. Ова е решение кое што доаѓа од лозарите. Меѓутоа сакам да се заблагодарам на сите кои што беа заеднички со нас во целиот овој процес. Заради тоа што има проактивна улога, заради тоа што бараа да се платат парите кон лозарите, заради тоа што заеднички баравме решение. Тука се градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, посебна благодарност за влогот на пратеникот Панчо Минов, на Ристе Ташев, на другите пратеници од овој регион. Сакам да се заблагодарам на сите градоначалници, на Неготино, на Демир Капија, на Росоман, заради тоа што поминавме многу состаноци, многу средби, многу време потрошивме за да се намали овој долг, но денеска одлучивме дека повеќе време за чекање нема. Се заблагодарувам на директорите на платежната, на инспекторатот, на представниците на Министерството кои што напорно работеа за да дојдеме до овој момент и да навистина во најкус временски период овие средства дојдат кај лозарите. Како што каже и градоначалникот, во следните неколку дена до пред Свети Трифун целосно ќе бидат исплатени субвенциите по површина кон лозарите.
кон сите производители. Паралелно ќе се подготвува исплатата за дополнителната поддршка, дополнителните мерки кои што ги утврдивме во претходната година од 1 денар, веднаш штом ќе завршат административните процедури, а паралелно ќе започне, односно веднаш по спроведувањето на целокупната постапка од инспекторатот и платежната агенција и овој долг кој што државата во четврток на владина седница со одлука ќе го презеде од винариите, од оние кои што не го платиле кон лозарите, истиот во најкус можен рок ќе биде исплатен. Во целиот овој период, особено во делот на лозарството, навистина дадовме и како министерство и како влада целосен фокус. И со нови мерки и политики, и со навремена исплата на субвенциите, и со дополнителни мерки и поддршка во секој еден момент кога тоа беше потребно, и во 2017 и во 2018. За реколтата од 2017 за сите оние кои што откупувале во таа година долгот, согласно евиденциите кои што ги имаме, е целосно исплатен кон лозарите. За реколтата од 2018 година 70% до денес од откупеното грозје согласно законот и во првите 7 дена и во првата рата е веќе исплатен кон лозарите. Но факт е дека со затварањето на ова, би рекол, историско прашање, историски проблеми кои што ги оставија да ги решаваме во овој период, сметам дека се многу битни за да лозарите бидат и достоинствени и горди, да продолжиме да ја поддржуваме ова значајна гранка во земјоделството, која што е извозно ориентирана, која што е бренд за тиквешијата, гранка преку која што државата има огромен девизен прилив внатре од извозот на вино, од извозот во овој дел, а податоците покажуваат дека имаме раст, дека за 4 милиони евра поголем девизниот прилив во минатата година токму од извозот на грозје, дека за 9% е зголемена вредноста на извезаното вино од Македонија. Навистина мораме како политика, како наша обврска, навистина овие проблеми заостанати од пред неколку години да ги решаваме. Уште еднаш благодарам на сите кои што се дел од оваа решение. Ова не е само мое или само на владата, ова е заслуга на градоначалниците од овој регион, на пратениците од овој регион, на сите оние кои што се заложија да денес ја донесеме таа одлука. Најголема заслуга имаат лозарите, најголема заслуга имаат граѓаните. Благодарам и се гледаме за свет.